Во тема на денот, како што најавив, разговарам со Ивица Томовски, директор на Созара. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, Цеци. Благодарам за поканата, благодарам за можноста и би искористил можноста да ги поздравам гледачите на Сител телевизија. Денес убав настан, враќањето во живот на македонско село. Зошто се чекаше 7 години за вакво нешто? Валјда тоа прашање треба да се постави на друго место. Ние почнавме веднаш од кога на некој начин превземавме власта во државата, почнавме да ги гледаме сите оние објекти кои што биле во минатото запоставени, а се клучни за државата. Комплексот македонско село не е клучен само заради економијата. Тој има неколку аспекти, идентитетот на државата. Таму имате 12 куќерки кои што едноставно ја прикажуваат Македонија на едно место, на мало. Добивате нова туристичка дестинација, добивате импакт од туристи, додаток на економијата, нови работни места, така да кои се причините зашто до сега било затворено, навистина не ги знам, но знам и можам да кажам со помош на медиумите, ние така едно 6 месеци теравме кампања додека изнававме концесионери и можам да кажам дека имаше навистина голема заинтересираност. Каков е договорот со концесионерот? Кој е моделот на јавното приватно партнерство? Кои се обврските за нив, кои се обврските за вас? Практично ние овој пат одлучивме да го дадеме класична закупнина. Нема јавно приватно партнерство, немаме ние никакви обврски како држава, му го даваме на концесионерот на 15 годишно владење, се она што ќе го инвестира во комплексот во селото, останува во собственост на државата, но да ја зачува намената зашто е тоа село да не направи некои злоупотреби со истото, да не биде злоупотребувано за различни цели. Може би една од најзвучните работи кога ја преземавте оваа функција директор на Созара беше најавата дека ќе се обидете да ги одвоите службените возила од сите приватни други возила во сообраќајот. Нешто за што не само граѓаните што реагирале во минатото за злоупотреби, туку реагирале и антикорупцијска комисија и меѓународни организации и така натаму. Вие почнавте една постапка, донесена, ако не се лажам, одреден правилник кој што тоа треба да го регулира, но ние се уште не гледаме дека возилата кои се во така наречената владина или јавна флота дека се разликуваат од останатите. До каде е оваа постапка? Така, сад си 30 години слушаме дека ќе се стопира таа злоупотреба на овие службени возила за партиски цели или приватни цели, па затоа можеби јавноста и граѓаните се скептични по ова прашање. Така е, ние отпочнавме, формиравме на работна група во рамките на владата, донесовме правилникот ги помина сите филтри во владата, односно законодавство, го подпиша министерот за внатрешни работи, го изгласавме на влада, каде застана кочницата. Кочницата беше онаму каде што немавме тие бои кои што ни беа пропишани, кои што ги предвидовме како работна група, црвена и жолта, ги немавме на лагер. Поради таа причина Министерството за внатрешни работи објави тендерска постапка, која што кај нас трае 3 до 4 месеци тендерската постапка. На 25 јуни ќе биде јавното отварање на тоа. Се надевам дека ќе имаме фирма која што ќе ни ги достави побаруваните бои, ќе добиеме најниска цена и веднаш после завршената постапка, завршениот тендер, ќе донесеме заклучок на влада, односно задолжение за сите државни институции, тука спаѓаат и јавните предпријатија, општините, државните институции, министерствата, владата, во рок од 30 денови да ги променат таблиците. Промената на таблиците ќе падне на товар на самите институции, некаде околу 1200 денари е промена на таблици со промена на сообраќајна дозвола, но тоа не е некоја голема финансиска штета према државата, колку што може да се заштеди и да излеземе сериозни према граѓаните. За колкава флота на автомобили зборуваме тука? Од почетните анализи, бидејќи ние немаме софтвер во државата, односно регистар, немаме во државата и не знаеме колку конкретно возила има, од она што ние го имаме како анализа направено се работи за некаде околу 7000 возила. Ево да исклучиме 1000 возила кои што можеби нема да се означат заради безбедносни причини, тие се од МВР, НБ и слични институции, но сепак се работи за 6000 возила. Вториот чекор кој што планираме да го направиме е да објавиме јавен телефонски број и јавна мейл адреса од службата каде што луѓето ќе можат да пријавуваат можна злоупотреба. Сега не знам какви се тука законските правила, дали може да се казнуваат тие луѓе за злоупотреба, предпоставувам дека може, но во најмала рака ќе подлежат на јавна критика и не верувам дека би го повториле тоа дело. Како еден
пример, ево ќе можам да спомнам, пред неколку дена ние имавме некој партиски настан, роден ден на ВМРО ДПМН. Им давав јасна насока на службите кај мене чисто да исконтролираат и да видат дали ќе се користат службени возила. Конкретно мислам на овие шкодите кои што ги возат министрите. Можам да ве убедам дека немаше никаква злоупотреба, немаше ниту насока да не возат, него ги оставивме така да видиме дали има разум или нема разум, дали ќе биде како до сега или ќе се променуваме и ќе променуваме државата. Немаше злоупотреба, тоа може да го потврдат и медиумите, бидејќи беа присутни и беа поканети на тој настан. Очекувате ли дека ова се ќе се заврши до локалните избори, затоа што вообичаено ваквите прекршувања сме ги гледале во изборна кампања, кога министрите ги комбинираат дневните и другите функционери дневните своји службени обврски со партиските и најчесто тогаш беа фотографирани, снимани и реагираа институциите за мешањето на двете функции и злоупотребата на ресурсите. Очекувам дека до крајот на август, односно до крајот на летниот период или најдоцна почеток на септември ќе добијат сите државни возила обоени таблици во боја овие кои што ги спомнуваме, а изборите се некаде околу 15-19 октомври, така да сигурно ќе имаме обележено. На време за кампања. Споминавте дека нема регистар и практично вие треба да направите некаква си анализа малтене мануелно, да изброите колку возила има Да, има државата. некаков регистар кој што го има ДКСК, но тој не е официјален регистар. Она што го правиме моментално, имавме неколку работни состаноци со министерот за внатрешни работи. Треба да набавиме ние како служба за општи заеднички работи регистар, ние треба да го подготвиме. Планот ни, ако успееме до крајот на годината да направиме еден таков регистар, веќе сме во комуникација со некои соседни држави каде што има такви решенија и кои што се практични и корисни за државата, да можеме да ги превземеме од кај нив, па да ги имплементираме во нашата држава. Правиме анализи колку тоа ќе ја чини државата, колку време ќе треба. Надежта ни е и сакаме да ги завршиме до крајот на годината, за да министерот може да ги поврзи со Safe City камерите, која ќе отпочне она со казни, со прекршоци кои што ќе се спроведуваат, да тука ќе има клучна улога и тој регистар. Добро е да го има и тој регистар, но би било добро, мислам и како јавност, да имаме информација и колку имот има државата, исто така нешто што службата за општи заеднички работи треба да го координира на некој начин. Може ли да се направи таков регистар на сите недвижности кои се под управување на СОЗР со податоци за закупнини и за трошоци? Може да се направи на истиот принцип како што е формирав јас работната група за делот на возилата, таква работна група има формирано министерот за добро владење Армен Фетај, кој што работи конкретно на имотот. И целта на крајот ни е да ги фузираме овие два регистри и да имаме еден регистар во државата и за имот и за возила. Имаше одредена најава за одреден систем за следење на трошоците по институции, колку тие потрошиле за гориво, колку потрошиле за репрезентација, за одржување на возен парк. Може ли во догледно време да видиме? Може, тоа е истиот софтвер, односно истото решение во истиот софтвер да ги имплементираме сите овие алатки кои што сме ги ветиле во минатото, за да не набавуваме повеќе софтвери, односно на едно место да биде се тоа. И јавноста да биде секојаш информирана. Да биде јавно и граѓаните да знаат. Во неколку ваши претходни настапи споминавте дека сегашниот владин авион Learjet 60, купен во 2005 година, има само 6 седишта, се почесто оди на скапи поправки и дека владата планира да набави нов авион. Кои се спецификациите кои ги барате? Останувате ли на таа идеја? Денеска гледаме дека владата усвои одреден ребаланс. Дали веќе се калкулираат трошоците за набавка на нов владин авион? За жал не дозволува овој буџет набавка на нов владин авион, бидејќи така ја затекнавме државата како што затекнавме, но да, јас се отворив оваа тема пред неколку месеци дека на државата и треба нов владин авион, поголем авион. Видете, тоа не е луксус, тоа е потреба на една држава. Првенствено за имиџот на државата, второ, ќе ви дадам два еклатантни примери. Првиот пример е со
несреќата во Кочани, ние имавме случај каде со овој авион преземавме патник од Австрија, го донесовме во Македонија, бидејќи не можеше да лета со комерцијален лет. Вториот случај е конфликтот помеѓу Израел и Ирак, каде што пред неколку дена донесовме 8 патници, 4 возрастни, 4 деца, од кои едно бебе во Македонија, од екипот во Македонија. Така да тој авион не би се користел само за потребите на владата, би се користел за општо добро на државата. Тој авион не останува во моја собственост. Ако ние денеска почнеме таа поставка, тој ќе дојде за година, 2, можеби и 3 години, бидејќи тоа не е возило кола па да го набавите од денес за утре, тоа е авион кој што треба да го набавите по нарачка, па можеби и ние нема да бидеме власт. Но тоа е имот на државата, имот на граѓаните. Може за многу различни цели да се користи. Не треба да бидеме пример како во минатото, да некои соседни држави нас не организираат со нивните авиони превоз. Напротив, треба да бидеме на повисоко ниво како Имате ли држава. некаква кост-бенефит анализа? Споменавте некои бројки од 40 до 50 милиони евра за купување на нов авион со повеќе седишта, барем 3 пати повеќе, колку што разбрав, можете да ме поправите. Со оглед на тоа што сега често го испраќате на поправки, има математика за колку време нас ќе ни се исплати што го имаме, затоа што нормално и тоа веројатно и вам би е вкалкулирано дека граѓаните во една економска ситуација во каква што повеќето граѓани живеат, секогаш ќе гледаат како на луксус, иако еве вие аргументирате дека не е луксус да се има според потребите еден владин авион, меѓутоа сепак имате ли математика? Јас ги разбирам граѓаните и со право реагираат така, бидејќи досега се случувале такви работи какви што се случувале, се луксузирале, се злоупотребувале работи од државата. Ве уверувам дека со економично владење и функционирање на државата, тој авион многу брзо ние можеме сами да го исплатиме. Начините на кои што сакаме да го набавиме овој авион, разгледуваме можности да биде на оперативен лизинг или финансов лизинг, ќе видиме какви се можностите, можеби со кредитирање и да биде најмалце од 14-15 седишта па нагоре, за да може да го користиме па и за репрезентации, да може да го користиме за новинари кога идеме на било какви европски самити, светски самити, граѓаните да бидат директно информирани од вас медиумите. Така да ве убедувам дека авионот има исплатливост, можеби тоа не е имот кој што вие го имате 2-3 години, тоа е имот кој што трае 20 години, бидејќи по последните анализи кои што ги правевме, сите компании даваат гаранција на самото летало некаде околу 20 години. Кога би се навратиле се чекор назад, овој претходниот авион кој што го имаме има над 20 години. И затоа можеби се појавуваат такви чести дефекти, бидејќи користиме репарирани делови. Не се користат оригинал делови, користат репарирани делови и ево во изминативе 6 години ние имаме направено трошок околу 4,5 милиони евра само за сервиси. Што редовни, што вонредни сервиси. Добра, институцијата која вие менаџирате ги координираше голем дел од активностите на владата во делот на помошта за семејствата на настраданите и повредените од Кочани. Дали на сите семејства е распределено на првична помош 150.000 денари и како ќе се поддржи долгорочната рехабилитација која сите велат дека ќе трае најмалку 2 години? Така, цаци поделени се на сите семејства по 150.000 првична помош, после тоа имаше нови 150.000 на одредени семејства и сега последната бранша на поделени пари беше од она анализа која што направија стручните лица, медицинските лица, на кои колку додатно би му требале трошоци за долекување понатака во иднина. Она што ние го одвоивме како средства директни од државата, односно како служба за општи заеднички работи, се почетни 30 милиони денари од резервите на буџетот на државата, кои што беа наменети за транспорт и сместување на лицата кои што се во поддршка на лицата кои што се на лекување во странство. Исто така како држава овозможивме транспорт на истите лица од Македонија до дестинациите, каде што беа бесплатно здравство и ве убедувам дека се додека не заврши овој процес до крај, додека не ги излечиме и не ги ставиме во нормала на функционирање овие лица, ќе ги помага државата и ќе прави се од себе за да можат овие лица да продолжат понатака со својот живот. Ево еден таков пример е одмаралиштето во Пониква, кој што Подготвено ли е се таму? Подготвено е, така е, направивме анализа, бевме дел од групата која што правеше анализи, обезбедени се услови, соодветни услови, чинам дека првата група ќе биде во понеделник околу 30 лица.
праќаме додатни хигиеничарки од службата за општи заеднички работи, околу 4-5 хигиеничарки, бидејќи во ова зграда, каде што ќе престуваат овие луѓе, клучна е хигиената, мора да биде на едно врвно и високо ниво. Отворивте една телефонска линија за помош и координација. Какви барања добивате и можете ли да одговорите на тоа што се вистински потреби на семејствата? Реално има различни барања, има чести јавувања. Она што го прават координативното тело од влада, ги примат тие повици, често одржуваме состаноци, гледаме што е можно решливо во моментот, што понатака се пружи секоја можна помош која што може да се пружи и мислам дека ќе излеземе на крај со целата ситуација. Битно е и важно е граѓаните да знаат дека кочање на владата од е во фокус на владата од самиот почеток, сега и ќе остане така. Ивица Томовски во тема на денот, благодарам за гостувањето. Благодарам за можноста.